Северна Македонија треба да го почитува територијалниот интегритет на Украина, е заеднички став на поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски и Андреј Жерновски, екс-заменик министер за надворешни. Македонската надворешна политика треба да биде во координација со централата на НАТО во Брисел, кога станува збор за украинското прашање, вели Милошовски. За Жерновски, НАТО членството носи и обврски. Секоја земја си има обврски, Македонија исто така, и треба да се ги координираме тие обврски со централата во Брисел и потоа секој да го испорача тоа за што има капацитет, но пак ќе кажам, координацијата во Брисел во голем дел за Македонија би била полесна, доколку има и свој амбасадор во Вашингтон, ќе може полесно и побрзо да доаѓа до сериозни информации кои што можат да помогнат во градењето на заеднички став. Се разбира дека остануваме посветени на сите операции и мисии на НАТО. Сега се разбира сето тоа не значи само привилегиите, значи и своји обврски. Така да што се однесе до Украина, ние ќе продолжиме се разбира да се придржуваме и понатаму до дуките кои што ги носат земјите членки на НАТО. Милошовски вели дека во случајов страната која ќе ја заземе земјава треба да биде на иста линија со сите останати земји сојузнички. Мислам дека Македонија во случајов не може да не завземе страна, бидејќи е земја членка на НАТО, а по однос на ставот кон Украина и кон Русија, принципиелниот став дека треба да се почитува територијалниот интегритет на Украина е став кој што е исто така еден од принципите на Обединетите нации и сметам дека на соодветен начин треба истиот да се представи без било какви комплекси. Се разбира дека се придржуваме до апелите до Русија за една деескалација, односно за продолжување на дипломатскиот диалог, и се надеваме дека ќе има тематски средби со Русија на кои што ќе продолжи да се дискутира за безбедноста во Европа и во светот. Проценката за тоа дали Северна Македонија има капацитет да испрати некаква помош во Украина, доколку тоа биде побарано од неа, треба да ја направат безбедносните служби, председателот на државата и Министерството за одбрана. Да ги проценат потенцијалите на македонските безбедносни сили и истото да го направат во координација со централата во Брисел. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.